измислена въз основа само на извършването на втория квартал на дружество за 2014 година не би можел да излъчи кредитуване за външната реализация на бюджета за 2014 година. Подредени ставки извършване да биде по-то да поправи и обратно подредени ставки да биде добра, по-то да поси. И да все пак има някои индикции, които ще заради изпълнува някакви значени ставки, со право се влива словнеш, дека во 2014 година ќе се остварат помалку од планираните приходи. И тоа ја се кажувам најмногу за тоа што сметам дека се уредбо уклучена, тоа е председател на комуналната инфраструктура. Иако предходните говорници заче кој председател на комунална и на добринско соредување на градежно земјиште. Тоа е поврзано меѓу другото третото, што е средство кои што годината чекува по измените на програмата за соредување на градежно земјиште за допълнителна идеологија. Ова и на добринско ќе реализира со само 27%. Или 31 милиона од предвидените 114. Приходите пак од продажба на општински имот има реализација од 0%. Освен забележка дека за надоместното соредување на градежно земјиште немаме апсолутно никакво оправдување. Меѓутоа, за ова второто имаме известно оправдување, затоа што најавено беше на комисија дека тендерите за продажба на земјиште се распишани во јуни и јули, а треба добро да се реализират, иако сте сумопомисла дека кои се некакви резултати ќе се постигнат и ќе ви одобрирам тоа понатаму. Иначе општинскиот бивот реализиран со 0%. Овде исто така е интересно што пак кога прашавме зашто е реализиран со 0%, дали исто за овде се најавуваат некои тендери кои што добро ќе донесат средства, едноставно ни беше кажано дека не се воопшто го најават такви тендери, што значи дека како ставка од вкупно 30 милиони денари најверојатно ќе остане неисполнет. И што приходите од продажба на земјиште кажат дека се со само 1%, и дај да се надеваме дека еден дел ќе бидат остварен во второто полугодие на фискалната година. Значи, кумулативно само од овие три ставки, полугодишните очекувања беа дека ќе се соберат околу 28 милиони, значи полугодишните очекувања. А се реализираа скромни 31,5 милиони денари, што е огромно отстапување од проектираните приходи. Токму заради ово, воопшто не треба да ни чуди што општината после подолг период не е во можност навремено да ги сервисира сите пристигнати недостојани побарувања, како што прочитаме беше кажано на Комисијата за финансиски учет. Посебно, треба да не загрижува фактот што во изминатите години најавите и реализациите на градежни активности беа главниот генератор на зголемените приходи на локалната самоуправа. Знаеме самите дека изминатите години во општината благодарение на соредување на градежно земјиште пред се средствата добиени од продажба на градежно земјиште за поранешната касарна донесува во општинските буџети по стотици милиони денари годишно. За жал, тоа повеќе не е случај. Најмногу половина на општината пред се заради низиниот индолентен однос на уредувањето на градежно земјиште во поранешната касарна, со што целосно ги дестимулиравме инвеститорите да купуваат земјиште. Во истата, па дури имаме и случаи кога одредени инвеститори покрај тоа што купиле земјиште едноставно се откажуваат од реализација на градата. И за такви примери јас лично знам. Впрочем, зашто некој би инвестирал во изградба на стамбени деловни објекти, ако не е сигурен кога истите би бидат поврзани на водоводната, канализационата и патната. Од друга страна, општината во изминатите 6 месеци на ова поле скоро да нема работено или дури сега почнала со работа, по коите се още пристигнат.
нормално главен виновник секоја се изборите и неможноста во тој период да има јавни набавки, што според мен е само изговор и тоа лошо. Еве што кажуваат бројките. Поставката 482 други градежни објекти, во која се наоѓа вкупната градежна активност на општината, но предвидените 303 милиони денари, инвестирани се само 99 милиони или 33%, од кои пак за капитални расходи, во кои влегува пред се уредувањето на градежното земјиште, се потрошени само 27,5 милиони денари. Додека остатокот е инвестиран во реконструкција на постојни комунални објекти и инсталации. Тука е одговор на прашањето на, односно на питањето на колешката Карабашевска, дека од програмата Чинен Совет во капиталните инвестиции се потрошени 70 и нешто денари за патна инфраструктура и други градежни објекти. Значи, тие се потрошени не за уредување на условно земено градежни парцели кои поставуваат на некој начин гринфилд инвестиции, туку за реконструкција на постојните улици, патишта, канализационни водоводни мрежи. И тоа е клучната разлика. На крајот би сакал да завршам со списокот на ставки за кои општината предвидела дека вкупно треба да потроши 40 милиони денари, а досега нема дадено ни еден динар. А тоа се изградба на пречистителни станици од програмата РА, изградба на улици, патишти и автопати, програмата ЈТ, изградба на капацитети за водоснабдување ЈК, изградба на капацитети во енергетиката ЈА. Искрено се надам дека нешто радикално ќе се смени политиката на градоначалникот, поврзано со уредувањето на градежното земјиште. Тука нормално не мислам на веќе најавениот кредит од 2 милиони евра, со кој што на соломонски начин сака да го субституира недостатокот за средства за оваа намена, туку пред се на одговорен домаќински однос кон парите, потребите на жителите на општината. Радела,